На почетокот на новата година, министерот за спорт најави отворање на 5 базени до почетокот на летната сезона. Ги почна, но не ги заврши предходната власт. Најпрво тие 5 базени ќе ги завршиме до летото, ќе ги пуштиме во употреба, а потоа останатите уште 10 ќе почнеме да преговараме со економските оператори да ги завршиме и тие. Формално, според анекс договорите подпишани од министерот, рокот за завршување на базените беше 30 јуни. И токму на тој ден, наместо отворање, тој постави нов рок. Направивме преку 30 мултифункционални игралишта, 5 базени, 6 ќе ги довршиме до крајот на летото. Значи тоа се стварно сериозни работи кои што за само 12 месеци да ги направите е стварно една макотрпна работа. Зошто базените им пробија уште еден рок, натаму се градат, кога самото Министерство за спорт ги нарече договорите за изведба незаконски. На 30 јуни, кога министерот Борко Ристовски даваше отчет за сработеното, тимови на 360 степени беа на терен. Правевме обиколка на 5 локации каде во 2020 година почна изградбата на исто толку базени за почетни 3,3 милиони евра народни пари. Два се во главниот град. Уште на почеток, во дворот на училиштето Невена Георгиева Дуња во Киселавода, не дочека и првото изненадување. Од информативната табла беше отстрането името на фирмата Вивинт. За неа во предходните стории на оваа тема откривме дека е подизведувач на подизведувачот на базените и тоа за противзаконски висок процент од вредноста на работите. На таблата избришана, но до влезот на објектот успеавме да фотографираме возило брендирано токму со името на оваа компанија. Сена се, посетата ни покажа дека во Киселавода се работи, иако не е докрај јасно кој го прави тоа. Во Димитар Поп Георгиев Беровски во Ѓорче Петров, сликата е антипод на онаа од Киселавода. Во Киселавода, работниците и механизацијата се присутни и базенот, барем според она што може да се види, е во завршна фаза. Но овде во Ѓорче Петров сликата е сосема поинаква. На терен нема ниту работници, ниту опрема, ниту пак знаци кои наговестуваат дека овој објект ќе биде завршен наскоро. Во основното училиште Санде Штерјовски во Кичево, при предходната наша посета наидовме на целосно запуштен објект кој беше во најлош стадиум од сите базени. Сега работите се подобрени, а разликите видливи. При крај се чинат активностите и во Битола, во дворот на училиштето Даме Груев. Во моментот на снимање во внатрешноста беа присутни работници. Запуштениот базен од пред неколку месеци го добива својот финален изглед и екстериерно, но и ентериерно. Од сите започнати базени, единствено базенот во Штип не е во склоп на основно училиште, туку е во рамки на паркот Суитлак. Од поставената опрема надвор може да се утврди дека активности на терен има, но дека финишот на работите не е толку блиску. Фактичката состојба во Штип е речиси идентична како и во сите останати градови. На терен се работи и се поставува опрема, но ништо не наговестува дека овој базен ќе биде наскоро отворен за јавноста. Од се што видовме на терен не можеме да дадеме проценка кога реално ќе бидат готови базените. Но факт е дека ниту еден не беше готов на 30 јуни. Еве зошто тоа е важно. Основниот договор за изградба на 5 базени е склучен во февруари 2020 година меѓу тогашната Агенција за млади и спорт и фирмата Energoinvest Trade. На старт, вкупната сума за изградбата на 5 базени изнесуваше 3,3 милиони евра, а рокот за изградба 18 месеци. Следува анекси во август 2022, јуни 2023 година и декември 2024 година. Со нив, крајниот рок на завршување на базените се продолжи до 30 јуни 2025 година. Вредноста на договорот се искачи на 3,9 милиони евра, а изведувачот Energoinvest Trade префрли околу 60% од вредноста на работите на подизведувачот Eurovia. Тие пак ја префрлија работата на друг подизведувач, Vivint. Токму договорите со подизведувачите, кои на барање на 360 степени ги обелодени Министерството за спорт, отвораат дилеми при ново продолжување на роковите. Со евентуалниот нов анекс би се направил континуитет на прекршување на одредбата на Законот за јавни набавки, поточно на членот 118 став 3,
кој забранува ангажирање на подизведувачи во тек на градба за повеќе од 30% од вредноста на работите. Ако пак договорниот орган го одобрил барањето спротивно на условите од членот 118 од законот, например во износ над 30%, одговорноста е на сите страни што биле вклучени во процесот на одобрување, а особено на договорниот орган кој имал обврска ваквото барање да го отфрли. Во случај на градежни работи треба да се има предвид и одговорноста на надзорниот орган. Соочени со овие факти, од Министерството за спорт во април ни одговорија. Според Законот за јавни набавки, тој договор е противзаконски и Министерството за спорт ќе постапи во согласност со законските прописи по завршувањето на вештачењето и ревизијата која е во тек. Доколку договорот не биде коригиран согласно законските прописи, на изведувачот и подизведувачот нема да им бидат исплатени средства над законски предвидениот износ и ќе им биде раскинат договорот. И не само тоа, од ресорот на Борко Ристовски ветија дека ќе ги известат сите релевантни институции. Еден ден по 30 јуни повторно побаравме одговори. Од Министерството велат, пробивањето на рокот било поради доцнење во испораката на дел од опремата од странство и промената на надзорот. А зошто продолжува реализацијата на проект кој вклучува договори за подизведувачи во вредност од над 30% од основниот договор, велат. Неинвеститорот му е потенцирано дека во пренесувањето на работите на подизведувачот не смее да биде надминат законскиот максимум од 30%. Во спротивно, изведувачот ќе сноси законска одговорност и договорот ќе биде раскинат. На прашањето пак зошто од таблата во Киселавода е тргнат подизведувачот Вивинт, каде патем во исто време затекнавме возило и работници на оваа компанија на градилиштето, од Министерството за спорт велат. Работата на Министерството за спорт е јавна и транспарентна и не постои никаков обид било што да се прикрива. По вашето укажување дека од информативната табла на градилиштето во Кисела Вода е отстрането името на подизведувачот Вивинт, извршивме теренска контрола и констатирано е дека од информативната табла е тргнат подизведувачот Вивинт, затоа што меѓусебниот договор меѓу главниот изведувач и подизведувачот е завршен. Деновиве на сите градилишта ќе бидат поставени нови информативни табли. Од Министерството вела дека тие склучуваат анекси со изведувачот Energoinvest Trade. Тоа не го спречува изведувачот повторно да ангажира подизведувачи, вклучувајќи ја и фирмата Вивинт. На колку време е продолжен договорот не ни кажа. Останува само новото ветување на министерот дека се ќе биде готово до крајот на летото.